Добар ден, драги гледачи. Ова е најдовното издание на Откриени тајни. Јас сум вашиот водител и мотивацијски говорник во исто време, доктор Жарко Костич. Мислам дека ако не следите од претходните епизоди, знаете дека ова е нов концепт на Откриени тајни во форма на 20-минутни куси предавања мотивацијски кои што имаат за цел да го подобрат вашиот успех. Тоа ни е целта, барем. Она што го обработуваме во овие изданија на Откриени тајни се 24 карактеристики на генијалците кои што ги има откриено доктор Алфред Бариус. Тој има откриено дека сите генијалци има 24 заеднички карактеристики кои што не се генетски особини, туку се карактерни особини кои што ги имаат во форма на навика развиена. И тој ни е целта, да ги промовираме овие 24 карактеристики се со цел да го подобриме вашиот успех. Во изминатите епизоди зборевме за неколку од овие карактеристики, во колку не сте не следеле, ви упатувам на мојата Facebook страна или на YouTube каналот. Секако можете да ми се јавите слободно, директно во кога сакате да знаете малку повеќе во врска со овие теми. А за денеска и за денешната емисија, она што го имаме спремено за вас е наредната карактеристика на генијалците, а тоа е искреноста. Доктор Алфред Бариус вели дека генијалците се отворени, директни и искрени. И она што не советува е да преземеме одговорност за нештата кои што тргнале наопаку во нашиот живот, да признаеме дека сме сгрешиле и на тој начин да учиме од нашите грешки. И кога зборев во една од претходните емисии, зборев за ризик, зборев за цели, зборев за волноста да се излезе од зоната на удобност и дека едноставно мораме да излеземе од таа зона на удобност, мора да преземеме ризик и во колку грешиме, а зборев и за тоа колку е битно да се даде слобода да се грешиме, поради тоа што ако имаме слобода да грешиме, обично и не правиме грешки. Но и ако ја направиме грешката, ќе видиме дека можеме да научиме од неа. Многу често во животот сме уплашени да сгрешиме, на некој начин сме исплашени од одговорноста. Но во колку не има некој исплашен од одговорноста, затоа што обично така и бива, во тој случај ние не можеме да бидеме волни да бидеме и не можеме да бидеме креативни, на некој начин ќе бидеме укочени во животот, нема да ја изразиме својата креативност, нема да тргнеме по своите цели, нема да бидеме слободни да сонуваме, нема да бидеме слободни на грешките, ќе бидеме на некој начин укочени, стопирани, исплашени да не сгрешиме и ќе бидеме многу предпазливи. Едноставно животот не станува завелен на таков начин. Но, ако ги следиме овие упатства кои што ни се дадени од Алфред Бариус, фактички од генијалците и нивните карактеристики кои што ги имаат, можеме да учиме од нив и едноставно можеме да разбереме што е тоа што тие го прават за да и нас не биде полесно и да имаме исто така успешен живот и да го постигнеме нивото на успех за кој што мислам дека сме сите предодредени да го постигнеме. Мислам дека имаме огромен потенцијал, можеби не користиме ни толку како што кажува и самиот Ајнштајн, користиме можеби 10% од нашите умствени способности, умствен потенцијал. Целта ни е како да го зголемиме тоа, како да ја зголемиме нашата креативност, нашиот потенцијал, нашата способност и така натаму. Ова е одлучен совет кој што го имаме добиено од Алфред Бариус, тој вели: преземете одговорност за работите кои што тргнале наопаку, бидете волни да признаете дека сте сгрешиле и учите од вашите грешки. Мислам дека само големите луѓе може да видат кога сгрешили, да признаат дека сте сгрешили. Тоа е многу битно, поради тоа што во колку цело време окривуваме околината дека тие се криви, како што велат луѓето, едниот прст кога покажуваме на околината е натаму, но трите прста се на кај нас. Треба секогаш да видиме дали имаме некој удел и ние во дадените работи кои што тргнале наопаку, поради тоа што на тој начин ќе развиеме поголема контрола кон целта која што прочем сакаме да ја постигнеме. Тоа е најбитно, поради тоа што одговорноста е кон целите. Ако немаме цели, немаме живот, немаме креативност. Кога тргаме кон целите и остварување на целите, секако дека се прават грешки, секако дека ќе сгрешиме, но мораме да учиме од грешките во колку сакаме да ја вратиме креативноста и во колку сакаме да дојдеме до самата цел. Во животот некогаш не бива така. Некогаш сме со околина. Зборев во минатите емисии колку е битно да имаме околина која што на позитивен начин ќе не поддржи. И во колку сгрешиме, да не охрабри, да не даде позитивен совет, позитивни критики, ајде така да кажам, за да можеме на некој начин самите ние да увидиме што е тоа што го грешиме, за да можеме да стигнеме повторно од целта. Но некогаш бива да имаме околина која што е тенденциозно критична, која што многу не критикува, кој не критикува и кога треба и кога не треба. И онда што се случува, тогаш почнуваме да бидеме исплашени да не грешиме. Тогаш животот почнува да бива малку така посериозен и го губиме оној дух на игра за кој што зборев во претходните емисии. Затоа и ќе разговарам во оваа емисија на Откриени тајни, како да играме подобри игри на некој начин. Животот рековме дека е игра, затоа што играта има цел, има препреки, имаме слободи како да ги надминеме препреките за да стигнеме до самата цел. Тоа е најбитно во животот. Она што треба да се фокусираме е да видиме
ако застрануваме од целта, што е тоа што го правиме погрешно, што е тоа што не го правиме, а треба да го правиме, или што е тоа што го правиме, а не треба да го правиме за да можеме да преземеме контрола и за да стигнеме до целта која што сакаме да ја постигнеме. Но, за тоа да се случи, не смееме постојано пак ние да окривуваме околината за работите кои што можеби ние не ги правиме најдобро. Сега имаме една игра во животот која што е деструктивна, тоа е играта обвинување. Кога ќе се почнеме да се обвинуваме еден со друг, тогаш никаде не оди работата, тогаш никаде не оди комуникација, тогаш никаде не одат добрите односи кои што ги имаме во околината. Ако ова сме ние, и ако ова е другиот човек околу нас, она што се случува е, кога не сме во најдобра состојба, затоа и вака ги цртам човечињата, одеднаш некој човек ќе не огриви нас или нешто ќе ни направи, и она што имаме тенденција да го направиме, да му вратиме со иста мера. Што се случува во тој момент, наместо да трнеме кон целта и да сме конструктивни кон нешто кое што сакаме да го постигнеме, напуштаме целта и почнуваме да имаме друга игра која што воопшто не е конструктивна, која што е деструктивна. Како тоа обично бива во фамилијата, ќе видите едни две дечиња можеби и ќе се закачат, едното ќе го закача другото, па ова ќе му врати, затоа што кога некој ќе ни направи нешто лошо, не сме волни да го земеме тоа, едноставно да истраеме, да не ни се вратат тие негативни мисли и емоции, затоа што зборев за подсвеста. Подсвеста е нешто кое што е нешто каде што се снимени болните искуства, разочарувањата, траумите, негативните работи во нашиот живот. И во даден момент тие се реактивираат. И имаме тенденција да му вратиме на некој кој што нешто ќе ни сгреши. Во некој случај нешто ќе ви каже нешто, ќе ви спровоцира, ќе ви го притисне копчето како што сакаат да кажете, или ќе ни стапне на жулј како што велиме народски, и во тој момент почнува лавина на негативни емоции, на негативни зборови. Едноставно не можеме да се контролираме и не можеме да се стопираме да ги кажеме тие зборови. Знаеме дека тоа не е одговорно, поради тоа што знаеме дека ќе го повредиме другиот човек, но така обично бива. Многу често во животот не можеме да се контролираме за работите кои што ги правиме. Некој ќе ни сгреши, некој ќе почне да игра некоја деструктивна игра со нас, наместо да продолжиме по патот и да го игнорираме тоа. Она што го правиме, почнуваме да влагаме во таа деструктивна игра и почнуваме да враќаме на некого. Пример од секојдневието. Не знам, може би детето си доаѓа дома, било со девојката, ама се вратил малку покасно. Дома се вратил можеби со такси, си вика само да дојам дома, мајка ми да не ме чека, ама мајка му го чекам. Или како и секоја добра мајка, се грижи за детето, кај зашто го нема, зашто касни. И ќе дојде детето дома и одеднаш почнува сцена која што е секојдневна, ја би рекол. Мајката доаѓа и му вика: "Каде на оваа немаштина доаѓаш со такси? Зашто волку касно се враќаш? Сите твои другари завршија факултет, само ти си по улиците. Може ли да фатиш книга?" и така натаму. И еднаш дечко се чувствувал многу убаво, заљубен, на седмо немо бил. Ама како почнува да ја слуша разговорот од мајката, така почнува да му се менуваат тие позитивни емоции у негативни, почнува да се активира таа деструктивна подсвест кој што секој еден од нас има и си вика: "Боље ќе си одам на кај соба, можеби ќе избегнам кавгата", и мајката доаѓа по него: "Сте расфрлале тука чорапи, панталоните ти се насекаде, јадењето го немаш собрано", и одеднаш почнува толку да се активира нешто негативно во нас. Да едва и чекаш уште нешто ти каже мајката и одеднаш од тебе излагаат зборови, така рафално, како една тирада на зборови кои што не можеш да ја контролираш, ќе изнакажеш и ти на својата мајка кој што многу ја сакаш, работи кои што знаеш дека неа ќе ја повредат, и одеднаш она ќе ти каже тебе работи кои што тебе ќе те повредат, и почнуваме да се враќаме еден на друг, и наместо да имаме конструктивни игри во животот, почнуваме да имаме многу деструктивни игри, и едноставно тоа не е нешто кое што, тоа не се убавините на животот кои што ги имаме. И како што кажав на почетокот, ако имаме дадена ситуација кога имаме некој кој што ќе ни направи нешто, имаме тенденција да вратиме. И тука е проблемот, поради тоа што ја напуштаме целта која што е конструктивна. И често пати ако сме виделе во такви ситуации, воопшто не сме ни ние. Многу често кога сме лути, кога се расправаме, кога се караме, воопшто не сме ние во нашиот идентитет. Често пати станува збор дека преземаме друг идентитет. Колку често ви се случило кога сте лути, кога викате, кога се карате, кога едноставно кажувате некои негативни работи, кога имате лутина или кога имате страв, едноставно да го преземате идентитетот на некој друг човек.
Може имате кавга помеѓу сопругот и сопругата и мажот кога вика и кога е луд, целосно ги драматизира зборовите кои што обично татко му ги има кажувано на неговата мајка. Но она што се случува, умот го впива тоа и ние тоа го памтиме, влага во таа посвест и во даден момент сопругата има тенденција баш да направи нешто кое што знае што ќе го изнервира сопругот и сопругот во тој момент кажува зборови кои што знае дека ќе изнервираат сопругата. И во тој момент сопругата пак не е таа која ќе се изнервира, туку почнува да ја драматизира својата мајка. Често пати во животот не сме ние самите. Кога сме лути, кога сме исплашени, одеднаш не сме ние. Се малку тргна на страна од темата за која што зборувам, но мислам дека ова е многу битно кое што треба да го разбереме. Често пати ќе видите кавга во која што се караат сопругот и сопругата, каде што сопругот го драматизира неговиот татко, сопругата ја драматизира неговата мајка. Често пати ќе почнете да ги кажувате истите зборови, истите критики, истите расправи ги имаме во околината како што ги имале можеби нашите родители. Тоа така обично и бива, поради тоа што како што кажат, умот ги впива сите оние работи позитивни и негативни кои што се случуваат околу нас. Често пати стравовите кои што ги имаме не се наши. Така кој е тој во фамилијата кој што се плашел пеглата дали ќе биде изгасен или не, или шпоретот дали е изгасен, или бойлерот дали е изгасен, и кога ќе излезете од дома дека треба да се вратите да проверите уште еднаш. Гледате, имаме дадени ситуации во нашиот живот кога ние не сме ние. Тоа се случува и со целите. Често пати и целите кои што ги имаме во нашиот живот се наметнати од околината. Имате ситуација каде што детенцево како мало не сакало да иде на викендичка. Можеби фамилијава имала викендичка која што се наоѓало во околната планина и таткото секогаш го терало детето да иде на викендичката. Поради тоа што има чист воздух, поради тоа што треба целата фамилија да се собере таму и така натаму, ама другарите на детето биле во градот, во населбата во која што живе. И однаш ќе видите колку се бори против тоа кога е мал. Но можеби ќе почине таткото, ќе ја наследи тој викендичката и она што го правиме, е почнуваме да ги наметнуваме истите цели на нашите деца. Ајде се идеме на викендичка секој викенд и така натаму и така натаму. Ова станува збор за мали работи кои што ни се случуваат во животот, но можеме да имаме и секако големи цели кои што ни се наметнати. На некој начин потсвесно не сме биле свесни за дадени работи кои што околината може да ги направи на нас. Поради тоа што тоа е многу битно за ова што го зборам. Секој од нас треба да преземе одговорност за работите кои што ги сгрешил. Но често пати почнуваме да имаме тенденција премногу сами да се окривуваме за нештата кои што тргнале наопаку во нашиот живот. Тоа не значи дека не треба да преземеме одговорност. Но ако сме многу често на некој начин инфицирани со негативни зборови, со критики од околината, имаме тенденција премногу да се окривуваме, да се понижуваме, да се само понижуваме сабите и да се само инвалидизираме. Но она што се случува ако видиме едно дете, колку се интересни деца да ги разгледаме. Едно дете ќе го прашате ти си добар и он ќе ти каже да. Знаеш се, нели? Да, знам све. Најдобар си у тоа што го правиш. Најдобар сум. Гледате, умот му е незагаден. Има сигурност и самодоверба. После дадени години, бивање, екзистирање, постоење со околина кој што можеби има тенденција да го критикува, почнуваме сами да се обвинуваме и да се критикуваме, но тука ја губиме контролата од нашиот живот, затоа што на тој начин самите почнуваме премногу да се активираме таа потсвест. Често пати околината сака да не, у наводници, казни на некој начин што ќе ни каже дека не сме презеле одговорност. Ете, гледаш што направи, пак ни укажуваат на грешките. Но гледате, има разлика да не направат дека сме сгрешиле и едноставно да не фиксираат на грешката и колку ги правиме работите како што не треба. Тоа е погрешен начин, има исправен начин да не фиксираат на целта, да не мотивираат со целта. А тоа е друг пристап. Гледај колку можеше да направиш за целта да ја постигнеш или едноставно да не охрабрат кога ќе ни падне духот и енергијата, да најдат начин како ќе не вратат повторно на патот кон постигнување на цел, како да не мотивираат. И тоа се два различни приода кои што мораме да ги знаеме, поради тоа што одговорноста не значи дека, не знам, ќе станам тажен, ќе плачам, ќе се само обвинам, иако и тоа е знак дека човекот видел нешто, препознал дека сгрешил и дека сака да ја врати контролата врз себе. Но вистински како околината може да ни помогне е да ни укаже на тоа дека сме сгрешиле, да ни едуцира, да ни даде примери, да ни покаже како треба да го направиме тоа исправно, за да можеме вистински да ја постигнеме целта која што ја сакаме. Затоа што во животот никој не обстанува сам. Секојаш имаме тим.
треба да знаеме што ни е целта. Ако ни е целта другите да ги направиме подобри, ретко ги правиме подобри ако постојано ги критикуваме. Ги правиме подобри ако им вратиме верба во способноста која што имаат во себе, во контролирање на работите, во постигнување на целите кои што ги сакат. Затоа што можете имате два типа на врски со околината. Едниот имате вистински лидер кој што знае како да ги мотивира другите околу него. Едноставно, ајде најме ваква ситуација, имате сопруг и сопруга, сопругата ја чукнала колата или може да е сопругот да ја чукнала колата или што и да е, какви да е сценариото во животот. Сопругата ја чукнала колата, на комшијата оградата е изгребана, колата е изгребана, сопругава не сака да го каже тоа, можеби затоа што е незгодно како ќе изреагира. Сопругот, и ако тој реагирал на негативен начин многу, кога таа грешила претходно, верувајте, таа ќе има тенденција да го сокрие тоа, поради тоа што незиното комуницирање за грешката не наидува на соодветен одговор од околината. Доколку сопругот не изреагира драматично на грешката, едноставно преземе одговорност и за неа, затоа што како тим мораме да преземеме одговорност и за другите луѓе околу нас. Ако сопругот сака вистински да преземе одговорност за сопругата, она што може да го направи е можеби да види дека сопругата ја чукнала колата, да ја поправи колата, да му ја поправи гаражата на комшијата, едноставно кога сопругата ќе му ја признае грешката, да не направи голема работа од тоа, да рече знам, сето ова е веќе средено и ако не го окривите човекот за грешката што ја направил, она што човекот има тенденција да го направи е самиот тој да признае дека сгрешил. И она што се случува и што е побитно, например во врската, тогаш вниманието се фиксира на нешто конструктивно. Можеби ќе речат, окей, тоа е завршена работа, ајде сега ќе одиме во ресторан или ќе одиме во кино. Затоа што ако цело време окривуваме некој друг, почнуваме играта на обвинување. Ти си крив за тоа, да, ама ја го направив тоа поради тоа што ти ми го направи тоа, да, ама ја тоа го направив поради тоа што ти кај мајка ти тоа го направиш, ама ти ми го изгоре ручекот. И одеднаш имаме деструктивна игра која што нема крај. И често пати во животот се случува тоа. Или можеби ако немаат цел во самата фирма, одеднаш наместо целта да не биде како да бидеме најдобри како фирма, како спортски клуб, како кој да е ентитет, како кој да е бизнис, да кажеме, тогаш ако немаме таква цел, почнуваме да имаме деструктивна цел во фирмата и почнува оговарање меѓусебно обвинување, па како ќе му направиме сплетка на овој, па на овој ќе му збориме позад грб и така натаму, одеднаш имаме деструктивна игра во колку немаме цел. Но како што кажав, можеме да имаме два типа на односи со околината. Едното е вистински ако сакаме да преземеме одговорност за нас и за околината, нема да ги окривиме веднаш другите за работите кои што ги кажат прават погрешно. Поисправен начин би бил ако преземеме одговорност за нивните грешки, ако сме волни да им помогнеме да ги коригираме и неисправниот начин е јас сум у право, ти си укриво. Гледаш, ја никогаш не ја чукнувам колата, ти секогаш ја уништуваш колата, па знаеш ли колку пари сум дала ја за тоа и така натаму и така натаму и така натаму. И она што го правиме ја фиксираме вниманието на грешката, на работите кои што не сме ги направиле како што треба и тогаш немаме способност. Поради тоа што на секое битие му е многу полесно да ја разбере својата способност отколку да му ја докажете неговата неспособност. Она што се случува впрочем во животот, ако збориме за емоциите, можеме тоа вака да го представиме. Имаме високи емоции каде што нема кој е управо, кој е укриво. Треба едноставно да преземеме сите одговорност едни за други и знаеме дека имаме цел и ги мотивираме луѓето кон целта која што е заеднички и ни помагаме на нив да ја постигнат нивната цел. Но начинот на кој што ги контролираме, едноставно збор за позитивна контрола, едноставно им дозволуваме да бидат, на некој начин им дозволуваме да грешат, но им укажуваме на убав начин како да ги коригираат грешките и гледате тогаш на никого нема е проблем да признае дека сгрешил. Но што се случува кога некој сгреши, а како паѓаме со емоциите, имаме пониски и пониски емоции, да кажеме тука сме ентузијастични, тука се чувствуваме убаво, дека сме лути. Гледате, кога сме лути, никогаш многу ретко кога сме лути ние можеме да видиме што ние сме сгрешиле. Обично кога сме лути секогаш го откривуваме другиот, кој што знаеме дека поради него сме сгрешиле. Но тогаш на некој начин лутината ни прави свесноста да ни се затвори и не можеме да се ја видиме никогаш грешката која што сме ја направиле.
Напротив, мораме да бидеме многу повисоко со емоциите, мораме да бидеме многу попозитивни, мораме да бидеме многу поентузијастични, мораме да бидеме порасположени, да го гледаме животот како игра, поради тоа што кога го гледаме животот како игра, нема да направиме голема драма и театар од некоја грешка што се случила во животот, но исто така нема да дозволиме и таа грешка да се повтори. Не станува збор за тоа да едноставно поминеме преку грешките, туку како да ги едуцираме луѓето, како да им покажеме со пример наш што е тоа што треба да го прават и они за да бидат и тие успешни. Затоа што имаме различен приод како можеме да им помогнеме на другите луѓе. Како што кажав, кога сме лути, немаме свесност за да ја увидиме грешката и тогаш продолжуваме да ја правиме истата грешка. Кога сме во страв, па што се случува, гледате, човекот кој што е во страв има тенденција да признае дека сгрешил дури и за се и за работи за кои што не сгрешил. Затоа што фактички не станува збор вистински за преземање на одговорност, туку станува збор за желба да се одоброволат другите луѓе. Знаеш што, ќе ја признаам грешката, само ти не биди лут. Или само ти немој вака да се однесош, ја ќе ја признаам грешката за се, јас сум крив за се. Но тогаш фактички немаме одговорност. Тогаш се само понижуваме, се само обвинуваме, поради тоа што имаме страв како околината ќе реагира на тоа што го сакаме. За да бидеме вистински големи играчи, би рекол, во животот на играта, не треба да ни биде премногу грижа да имаме од околината што е тоа што тие ќе ни кажат за грешките кои што сме ги направиле. Треба самите да имаме доволно одговорност за целите кои што сакаме да ги постигнеме, за да самите очекуваме многу повеќе и подобри работи од самите нас. И она што го прават генијалците за кои што ќе зборам во наредните емисија, тие очекуваат многу од себе, имаат многу високи стандарди. Но она што го прават, ја играат играта со оптимизам, играат играта на животот со ентузијазам, се волни да преземат ризик, се храбри, имаат храброст да сонуваат, имаат храброст да поставуваат цели. И знаете што, кога сме многу високо со емоциите, сме многу позитивни и гледаме така на работите, често пати и негативните критики кои што не ни прават добро, ги одбиваме фактички на некој начин. Не значи дека не треба да ги слушнеме другите луѓе за работите кои што ни укажуваат. Но ако имаме луѓе кои што се многу пониско со емоциите, кај нас имаат тенденција да не критикуваат и за работи кои што можеби не се вистински работи кои што ќе ни помогнат да ги коригираме нештата во нашиот живот за да ни тргне уште на подобро. Но како што кажав, сите сме во истата каша, животот е таков да ни наметнува порази, разочарувања, трауми и луѓето обично кога ги имаат тие порази, разочарувања и трауми, тоа се негативни работи кои што им се случиле во нивниот живот, не сакаат после тоа дури да признаат ни грешка, поради тоа што животот им веќе задал многу удари, ги спуштил со нивните емоции. Имаме тенденција кога сме многу ниско со емоциите да мислиме дека ако признаеме дека сме сгрешиле, дека на тој начин ќе паднеме и ќе потонеме со емоциите уште подолу. Но фактички излезот за позитивниот живот, за поубавиот живот е во прифаќање на одговорноста за нештата кои што тргнале погрешно. Но ако ги искористиме сите овие претходни карактеристики на генијалците кои што тие ги имаат, ќе сватиме дека таа одговорност и тоа признавање сгрешив може само да ни помогне во нашиот живот. И знам дека некојаш во околината имаме луѓе кои што често пати сакаат да ни покажат колку сме сгрешили и знам дека тоа не е исправно. И секој од нас го знае тоа. Но дури и тие луѓе сватете дека имаат своји трауми, своји разочарувања, своји стравови и на некој начин таа подсвест влијае на нив и реков, не идејата да се бориме против нив, да ги окривуваме нив, па зашто ти така ми правиш, затоа што веќе на тој начин влагаме во таа деструктивна игра за која што зборев. За да имаме конструктивни игри во животот, мора да имаме конструктивни цели. Целите се излезот за сите проблеми во нашиот живот. Воколку немаме цели, подсвеста ќе почне да ни наметнува негативни, деструктивни цели, цели со карање, цели со негативна комуникација. Знаете, интересно е дека кога ќе се скараме, ќе кажеме работи кои што не ги мислиме, но после тоа треба да имаме и големина да признаеме дека сме сгрешиле, затоа што сите сме во истата каша, сите сме во истата замка и никој не обстанува сам на оваа планета. Она што треба да го направиме да им помогнеме на другите луѓе да ги постигнат своите цели, поради тоа што на тој начин и тие ќе ни помогнат да ги постигнеме ние нашите цели.
Ама сето тоа треба да го правиме на оптимистичен начин, со ентузијазам, со позитивна енергија и не да навлеземе во играта на ти си крив, јас сум у право. Зошто не би ја сменили играта и сите би биле во право? Сите би биле исправни на еден или друг начин. Поради тоа што сите сме заедно. Во еден тим, а тимот е фамилијата, тимот е групата, тимот е работата, тимот е спортскиот клуб, кога ќе почнете да обвинувате други луѓе, одговорноста кон нив ни паѓа. Точно е дека треба да ги коригираме, дека треба да ги поправиме, но вистинската одговорност се состои од желбата да им помогнеме на другите луѓе, да ги сакаме, да се грижиме за нив, да имаме многу внимание на нив, да сме во добра комуникација со нив. И оно што сакам да го нагласам плюс е че 100 пати некојаш ќе сгрешиме и сакаме да кажеме нештото и да го признаеме нештото. Немојте да ги карате луѓето и да им се лутите за работите кои што ги сгрешиле и сакаат да ги комуницираат. Самата комуникација на нештото кој што сме го сгрешиле е одраз на волноста дека сакаме да преземеме одговорност за грешката и дека сваќаме и сме увиделе грешката која што сме направиле. И за крај, баш и тоа и сакам да го кажам. Пак ќе кажам, вистинската одговорност е волност да се помага. Мислам дека се на оваа планета што постои со цел да помогне. Дождот кога врне, сонцето кога грее, се што постои на планетата е со една цел, а тоа е да помогне. А мислам дека во основа на одговорноста кон другите луѓе е волноста да се помогне. И поради тоа, ако тргнеме со тој став, ќе видиме дека никој не е укриво и дека може ли сите да сме управо и може ли сите да постоиме на еден убав начин, каде што сите ќе имаме цел и ќе имаме позитивна игра, каде што ние ќе бидеме тука, другите да ја постигнат својата цел и тие ќе бидат тука, ние да ја постигнеме нашата цел. Замислете колку убава комуникација ќе имаме меѓу нас на тој начин и колку убави меѓусебни човечки односи и релации би имале. Со тој би ја завршил оваа емисија. Ви посакувам прекрасно саботно и неделно попладне. Ако остана вкус за нешто, слободно контактирайте ме на социјалните мрежи или директно на мојот телефон. Ви посакувам убав ден.